важни последните два протестни марша кои што ги правиме, оној кој што беше во неделата и овој кој што се прави денеска, затоа што се токму за изразување револт за загубени два млади животи. Едниот на Мартин Нешковски, кој што беше убиен, а овој денеска е за прераната смрт на 9-годишната Тамара Димовска. Тамара Димовска не смее да се заборави. Тамара Димовска треба да стане дел и од законодавството со тоа што ќе се постави нешто кое што ќе се нарекува меѓународот членот на Тамара, а ќе понуди можност итните случаи како неа да бидат спроведувани многу побрзо. Да не се оставаат на папирологија, на администрација, на бирократија, нешто во кое што ова невлада на Република Македонија го направи македонскиот пациент најголем страдалник, наместо да го доведе до ситуација да посака да оди и да се лечи во нашето здравство. Луѓето се помалку и помалку прибегнуваат кон одење и лечење на државните клиники и она што се бара со овој протестен марш, особено е правдата за Тамара. Основното јавно обвинителство на семејството Димовски не им дава никакви информации за случајот. Истражната постапка си трае, но никој ништо не знае. И она што може и да се побарува од нив, како информација не се добива. Тамара го загуби својот живот, чекајќи да и се даде можност да живее од страна на министерот за смрт Никола Тодоров. Никола Тодоров на 21 ноември 2014 година при посетата на клиниката за неврологија во Тетово за еден медиум изјави дека средствата за операцијата на Тамара кои изнесуваа 30.000 евра ќе бидат покриени. Како авторитет, никој од нас граѓаните не веруваше дека човек може да ги изложи граѓаните, особено кога станува збор за болно дете. Никој од нас не веруваше дека токму еден авторитет, бидејќи е на функција, ќе го одземе правото на хуманост на граѓаните. Да не го ветеше тоа, јас ви гарантирам дека парите ќе беа соберени, бидејќи веќе бевме на пола пат да ги собереме. Никола Тодоров, со давањето на своето ветување дека ќе се соберат средствата, ја доведе Тамара до смрт. Убици! 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 Но Никола Тодоров влечи и одговорност, затоа што на Никола Тодоров не му беше во рамките на своите надлежности како министер да ветува такво нешто. Бидејќи тој тоа не можеше да го оствари, бидејќи не е дел од неговите надлежности. Автоматски тој влечи и одговорност заради која што мора да одговара, заради која што Никола Тодоров мора да си поднесе оставка од функцијата министер за здравство во Република Македонија. Никола Тодоров мора да си замине од оваа влада и да не врши никаква функција каде што треба да се одлучува за човечки животи. Мора да ја напушти фотељата. Особено затоа што се шпекулира дека веројатно ќе бил дел од преодната влада. Такво нешто не смееме да дозволиме како граѓани на Република Македонија кои што ја бараат слободата. Да се избориме и достоинствено да измаршираме барајки правда за Тамара и одговорност од Никола Тодоров. Да го поддржиме семејството Димовски кое што ни се придружи денеска. Оставка! 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 Оставка!
најдеме правдата за мојата ќерка. Се боревме со мојата ќерка цели 9 години со здравствените лавиринти, сега не останува правниот лавиринт, што мора да избориме правдата за Тамара. Пред се сакам првен да кажам дека сето ова сакам апелирам да не се злоупотребува, да нема политички позадини, бидејќи не сум член на ниедна партија и ниедна партија не ми е потребна за правдата. За правда ништо не е потребно, само правдата да се издвојува. Бев директно нападната пред некое време за неодговорност и не знам веќе зашто. Сакам да ги прашам јавно тие што ме нападнаа, кога би биле на моје место, што би направиле? Дали би протестирале? Дали би оделе по вратите на правдата и си го барале правдата за своето дете? Значи, сакам јавно да прашам. Значи, зошто правдата ја барам? Зошто мојата ќерка почина после 3 години, одејќи од лавиринтите од врата на врата, и сега на крајот нема никаква одговорност? Овде сме дојдени да ја бараме одговорноста за смртта на мојата ќерка. Да нема повеќе мајки кои се со црни шами и свеќи во раката, каде што одат на својот гроб да се запалат свеќа. Се тоа го правиме за другите деца, јас го правам за другите деца и воедно да си ја најдам правдата за мојата ќерка. Жал, нема правда во оваа наша Македонија. Се надевам дека со ваша поддршка ќе ја издвоиме победата и ќе ја најдеме одговорноста за мојата Тамара. Благодарам на сите. Заедно сме посилни! 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 Да се представам, хирург сум ја. Доктор Наци. Јас знам што значи операција и што значи да не се оперира навреме. Што значи да се изгуби детенце. И се прашувам, какви се тие луѓе без трунка одговорност, без трунка морална одговорност, без трунка човечка одговорност, без трунка тоа што му го дава како власт народот. Па одете си, бре, одете си, одете си, одете си! Тодоров, оди 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 си! некогаш здравството беше право здравство, да ви кажам. Ова сега не личи на ништо. Реформи, реформи, реформи. И тие реформи се лавиринти. Лавиринти за обичниот човек, додека за тие што се на врвот нема лавиринти. Они одат у странство. И така нашиот обичен човек страда. И ќе страда додека има вакви на власт. Се надевам дека овој наш протест ќе го чуат многу граѓани. Убици! 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 Пред да завршам, морам да кажам дека
Не е виновно само едно министерство. Тука е виновна целата влада. Ако нема морал кај еден министер, нема морал кај целата влада. Оставка! Знаеме дека оваква борба е многу тешка. Ако они се оглушуваат на овакви жртви, деца и друго се што се случуваше. Куманово, другото, таа полициска станица, ја и не знам како се вика. Нема значење тоа. Кај што загина наши луѓе, наши полицајци, кај што сигурно беше некоја монтажа, каква тоа ќе покаже времето. Но ние овде мораме да го дигнеме својот глас и мораме сите заедно да кажеме доста е, доста е, доста е.